Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Тунел. Да се биде добар во нешто, значи да се има силна желба, но треба сепак и многу работа и истрајност. Некои луѓе фрапираат со тежината на животот, но тоа не значи дека не може да бидат токму најдобри во нешто. За убавината на спортот, за истрајноста и се разбира успехот на нашите млади спортисти, кои оваа година е представува на специјалната олимпијада во Јужна Кореја, зборуваме вечерва во емисијата. Специјалната Олимпијада Македонија, како дел од големиот меѓународен ланец на Special Olympics, со својата уникатна програмска заложба, на територијата на Република Македонија постои и работи повеќе од 10 години, покривајќи еден многу важен општествено-социјален сегмент, маргинализираните групи, со посебен акцент кон лицата со ментален хендикеп и други пречки во развојот. Специјалните Олимписки светски игри се одржуваат на секои 2 години. Последните зимски се одржаа во Пјонгјанг, Јужна Кореја, од 29 јануари до 5 февруари оваа година. На истата Олимпијада учествуваа 3014 атлети од 106 земји во 7 спортови. Меѓу нив, македонецот Димче Михајловски освои златен медал во алпско скијање. Даниела Паневска и Димитар Мегеров во алпско скијање освоија по еден сребрен и еден бронзен медал, додека Катерина Крстева освои 2/4 места во алпско лизгање. Надпреварите се отворени за спортисти над 8 годишна возраст, за млади луѓе со интелектуална попреченост на возраст од 2 до 7 години. Специјалната Олимпијада организира посебна програма, каде фокус се забавни активности кои се важни за менталниот и физички раст. Со оглед на тоа што ова е организација базирана на доброволци, програмите на специјалната Олимпијада постојано и во континуитет регрутираат волонтери од најразлични профили, како на пример тренери и други спортски лица, различен вид на официјални лица, како и волонтери од други профили што се ставаат во функција на реализирање на активностите на лицата со интелектуална попреченост, со оглед на тоа што самата специјална Олимпијада е пред се волонтерско движење. Специјалната Олимпијада ја привлече поддршката на голем број меѓународни спортисти и познати личности, вклучувајќи ги Јао Минг, Ванеса Вилијамс, Джеки Чен, Колин Фарел, Арнолд Шварценегер, Майкл Фелпс и ред други. Пред се ќе ги поканам нашите први гости, господинот Аган Реџепагич, кој е шеф на македонската делегација, и господинот Драган Младиновски, кој е тренер на истата. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Добро вечер, добро дојдовте. Повелете. Добро Повелете. Ви благодарам што вечерва сте овде со нас. Убав повод за муабет. Да. И се разбира убави успеси кои ги забележавте оваа година во Јужна Кореја. Пред се може ли да дадеме еден мал вовед на ова што значи оваа специјална Олимпијада? Мислам дека и малкумина со истата се запознаени. Вие пред малку нели ми ја направивте таа граница околу Параолимпијада и специјална Олимпијада, овдека зборуваме за нешто што, ако можам така да кажеме, зародиш уште од многу години наназад, 68 од семејството Кенеди. Од семејството Кенеди, односно Јунис Кенеди Шрајвер, е сестра на Кенеди, на председателот Кенеди, и при изборите фамилијата се состанува и дискутираат за тоа дали во јавноста да кажат дека и кај нив има дете со посебни потреби. Успева Јунис у тоа и ја формира специјална олимпијада, односно една организација која преку спортот ги издига овие деца. Значи им дава шанса да искочат од фамилијата, од затвореноста, од некои догми кои се уште кај нас за жал постојат. Кај нас успеавме да дојдеме до едно ниво каде е еден дел од популацијата опватен, а се надеваме дека во иднина бројот на деца со посебни потреби во специјална олимпијада која е отворена за сите со добра волја, порака до родителите, ако сакаат да се јават, да ни се приклучат и да ги направат своите деца среќни преку спортот и преку дружењето. Да, тој го прочитав кога барав информација дека тие приметиле кога тие членови од нивното семејство имале една поинаква реакција кога првпат се запознале со спортот, воопшто нивниот типичен американски фудбал и слично, виделе дека реагираат многу позитивно и многу среќно кога дошле до допирна точка со токму такви спортски активности. Претпоставувам од таму потоа нели тргнува се. И вие со резултатите и она што го правите со токму ова
Олимпијада, односно нашите олимпици, ни докажувате дека тоа е навистина така. Тие се таму срекни и исполнети и веќе можеме да забележиме, ги бележат и оние големи успеси. Апсолутно. Драган, вие работите со нив конкретно како тренер, нели? Да. Вие сте професор по физичко? Дипломиран професор по физичко на факултетот во Скопје. Работам веќе 3 години со нив. Од каде потекна идејата и желбата? Случајно ме повика тренерот со кој соработувам исто во специјална олимпијада. Случајно почнав, на почетокот ми беше малку нетипично, бидејќи се посебна популација луѓе. Меѓутоа, со текот на времето, со поменатите тренинзи што повеќе се навикнав, малце треба повеќе внимание, значи, да се посвети на ваквите популации и мислам дека за сега добро ни оди. Па одлично да ви оди. Споменавте дека имате тренинзи често, колку често се случуваат истите, каква е бројката на членовите на... Значи, членови моментално имаме околу 60 вакви атлети, кои доаѓаат, значи, во текот на годината имаме нон-стоп тренинзи. Имаме тренинзи, значи, за кошарка секоја недела во салата Влае, Димо Хаджидимов. Меѓутоа, кога има вакви големи настани како светски олимпијади, во зависност од тоа во кој спорт се надпреваруваме, ги правиме и подготовките за... За кои се спортови имаме подготвени спортисти? Па, значи, имаме од атлетика, кошарка, фудбал, пинг-понг, бадминтон, еве оваа година скијање, значи во доста спортови сме опфатени. Потоа како ги категоризирате, односно кога доаѓаат децата, вие им предочувате со кој конкретно спорт треба да се занимаваат и доаѓаат со конкретна желба и идеја? Значи, што би сакале да прават? Самите они доаѓаат со конкретна желба, они се одредуваат, меѓутоа негде кај што треба да одредиме ние и ние ги одредуваме во зависност од тоа според нивните моторички способности кои ги поседуваат. Голема ли е маката да се организира едно вакво гостување надвор од нашите граници, кога правиме муабет за вакви големи случувања како оваа специјална олимпијада? Ова е втор пут на македонската репрезентација во скијање оди на еден ваков голем, на една голема олимпијада. Прв пат се деси тоа пред 4 години. Бевме во Айдахо, у Соединетите Американски држави. Бевме со двајца атлети. Се вративме со една бронза и со едно четврто место. Бевме пресреќни што бевме дел од тоа надпреварување. Оваа година, значи после 4 години, ни дадова шанса да одиме со 4 атлети. Отидовме со 2 девојчиња и со 2 момци. Тешко е во смисла да се организира прво и основно финансиски, затоа што спортот е многу скап, опремата е скапа, припремите се скапи, патувањето до таму е скапо, али сето тоа со луѓе со добра волја, луѓе кои ја препознаваат оваа популација, луѓе со кои подолго соработуваме и се спремни да донираат и да дадат. Ова е прилика да им се заблагодарам на луѓето кои ни помогнава овој пат да отпатуваме во Јужна Кореја и да се вратиме со медали. Тоа се пред се Орка спорт, кој донираше опрема, комплетна опрема, патики, тренерки, капи, јакни, све комплет. Втор дел кој е многу битен, опремата немаше да ни заврши работа ако немаше каде да тренираме. Значи се надополнуваме тука со Драган, затоа што скијањето, спецификата на скијањето е одење до терените. Таму треба да се проведе одреден број на сати за да децата се навикнат, за да почнат да тренираат. Овие деца кои ги носевме у Кореја, за прв пат во својот живот се сретнава прво со зимска опрема. Им ставивме кациги, наочари, скафандери, кондури со кои не може да оди. Едното дете, Мите, кој дојде од таму со 2 медали и пресреќни се заради тоа, првото скавање на кондурите не можеше да се симне една скала. Али на младиот колега му помагавме јас и уште еден колега од факултетот за физичко воспитување, Јошка Гонтарев, ова е прилика да му се заблагодарам. Воедно да кажем и за вториот спонзор. Тоа е ски центарот Заре Лазаревски во Маврово. Они ни овозможува 10 дена припреми, комплетни припреми, значи ски лифтови, ни дадова 2 пара ски, кондури, децата беа пресреќни, можева да си појадуваат.
после тешките тренинзи да ручаат и да се вратат. Значи, Драган, јас, Јошка и уште неколку доброволци секој ден одевме и се враќавме. И трето и најважно, третиот спонзор, кој е долгогодишен наш спонзор, тоа е Горска Кодинг, ни овозможи све друго, а тоа све друго е авионски карти, джепарат за децата, затоа што патувањето до таму е и долго, и чини, и карти, и треба нешто и да се късне по пат, и да се освежат децата и така натака. Значи, успехот беше загарантиран, затоа што имавме добри спонзори и луѓе со добра волја, со големо срце и со ширина. Со ова делумно ми одговоривте на следното практично прашање, дека општеството и кои форми на заедница ги чувствувате дека се потребни да бидат и тоа како свесни и вклучени во целиот овој процес на градење на овие олимпици и помагање да дојдат до крајната цел или нели до успесите, и од кои веќе рекове, еве, на кои наидувате на разбирање и колку се луѓето информирани на крајот на криштата, токму за овие наши олимпици, за тоа се што им е потребно и како треба да се функционира, или кои се условите најосновните кои им требаат за безпрекорно функционирање. Ми одговоривте практично нели на поддршката, но сепак се тоа изискува малку можеби подобро време или подолго за да се запознаат. Сметате каде е онаа клучна врска помеѓу општеството и вас, ако можам така да ве одвојам? Знаете што, ние сме се уште, иако ова 20 години функционира во Македонија, се уште сме у зародиш. Зашто? Затоа што популацијата која е опфатена е малобројна. Многу малку луѓе се инволвирани у нашава приказка. Нашава приказка треба да биде дисперзирана из цела Македонија. Ние имаме у Кавадарци, имаме у Кичево, имаме пунктови Прилеп и Битола, доаѓаат од сите краишта, но постојат краишта од кај што не доаѓа никој. За жал, западниот дел на Македонија, Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево, у Кичево имаме, немаме доволен број на пунктови каде би можеле да тренираат, да се дружат и евентуално од таму да црпиме... Да ги регрутирате, што се вели да регрутираме нови. Факултетот за физичка култура, каде што сум запаслен, има еден проект кој е многу интересен. Тоа би било сондирање на целиот терен во Македонија, едно пошироко испитување, да евентуално дојдеме до некоја бројка која е реална. Има некои испитувања во Македонија кои се бегли и не ни го покажуваат правиот број. Ако успееме да направиме еден таков проект, ако државата нешто ни помогне, се надевам дека бројот на деца со посебни потреби ќе биде поголем и дека нивната радост со наша помош ќе биде голема. Јас тоа посебни, сакам само да го истакнам како момент дека се навистина посебни во смисла на тоа колку љубов, енергија вложуваат во она што го прават и апсолутно се посветени нели во работата која си ја поставиле целта пред себе, за да успеат до крај. И се разбира, реков, колку се вложуваат на крајот на криштата, од цело она што го слушнав, имав досега можност да видам дека апсолутно само тоа ми ги прави онака позитивно посебни и мора на нив според мене да гледаме така, а не да ги маргинализираме или едноставно да ги ставаме понастрана затоа што нивните потреби се поинакви. Кажете ми, кога сме го спомена зборот поинакви, какви се тренинзите? Значи, нивната тежина и воопшто чекорите, нели, кои ги имате таму или процесот како ви доаѓа на конкретно тренирање? за скијањево, бидејќи се спремаме на Маврово, тренинзите значи се одвиваат со нив малце потешко, значи методите се посебни за работа со нив, оди малце полека припремите, меѓутоа со повеќе повторување и со повеќе работа, сакање од нивна страна се успева и мислам дека со добри припреми. Нема кај нив не можам, мислам барем. Да. Они ако сакаат со желба, имаат значи желба во нив, ќе го направат тоа решени си и ќе успеат. Ако не од 2-3 повторувања, да речеме, пример, со повеќе повторувања, меѓутоа додека не го повтори како што треба, нема да се откаже и мислам дека заради тоа и се вратиме со таков добар успех, бидејќи се беа истрени во нивните намери. Колку често ги има овие олимпијади, на колку често се случуваат, каде се случуваат се? Олимпијада, ова светска олимпијада, ова беше зимска сега, што се одржа, се одвиваат на 4 години. Значи класика. Да. Значи има летни и зимски, да. Значи летните наредни се во Лос Анџелес 2015 година, а минатите беа значи во
Атина 2011, така да на 4 години се одвиваат. Ови беа зимски во Пјонгчанг. Во тој период имате можност да се запознаете со што располагате како бројка на спортисти и се разбира да ги правите, претпоставам, оние потребни подготовки. Видите, не се само олимпијадите местата каде што овие деца одат. Има регионални такмичења, има европски такмичења. Сега следниот чекор и задача на нашата специјална олимпијада е Европско првенство во кошарка и во одбојка во Истанбул. Ми се чини е за неколку месеци, не знам тачно, немој да ме држите за збор, али нашата специјална олимпијада Македонија ќе партиципира и таму и се надевам дека и од таму ќе се вратат среќни и задоволни. Принципот на организирање е од најмалата келија, значи од училиштето, каде што нашиве деца тренираат, би требало да има 4-5 пункта или 10 по училиштата за деца со специјални потреби и да се дисперзирани из градовите, како што рековме. Ако успееме у Македонија да направиме 10 пункта, тогаш би било национално првенство, значи ниво национално првенство, уствари меѓу градско, па национално и тогаш одиме Тоа се уште кај нас го нема. Не. Има, али све тоа имаме баскет, имаме кошарка, имаме одбојка, значи правиме некои селекции, али е бројот на атлети мал, така да сме во ситуација да и ги претураме. Тоа се малтене исти деца, за жал. Ако успееме да направиме широка лепеза, тогаш сме направиле голем чекор и ќе можеме да направиме и добри селекции. Во тоа гледате помош од која страна? Дека треба да бидете некако поврзани со образовниот, би рекла, систем или? Постои систем кој специјална олимпијада го практикува у другите држави. Ја велам кај нас се уште сме у зародиш. Зашто? Затоа што треба да се постави тоа на едни други основи, значи да имаме 2-3 човека кои се запослени таму, значи има национален директор, има спортски директор, има човек кој е задолжен за бордот за комуникација меѓу родителите. Значи системот функционира. Потребни се пари за да може да се направи да се стави у функција идејата која си постои, си функционира 20-30 години во околината. Ние сме млада држава, се надевам дека државата ќе го слушне ова, ќе има слух и ќе најдеме начин да се организираме така. Успееме ли да се организираме така, онда нема никакви проблеми. Тогаш работата со децата, нивното вклучување, нивната инклузија е неминовна. Али уште еднаш ќе потенцирам дека специјална олимпијада е замислена така да спортот е магијата која ги дига, се дружат, играат. Вие пред малку нешто зачнавте, вашата идеја е фантастична. Сондирате, влагате у еден терен кој не може со зборови да се опише. Зашто? Затоа што моево дружење со децата у тој простор као фидбек е една гушка од нивна страна. Не можам да ви го дочарам тоа чувство. Даниела ли, било кој, Димче, у моментот кога они ја добиваат медаљата, они сакаат да споделат со некого тоа. И тоа гушкање, таа убавина, таа снага, таа енергија која искача од нив, тоа е неописиво. Ако се инфицирате, ќе бидете дел од специјална олимпијада, тоа сум сигурен. А ви пожелувам да се инфицирате и да дојдете на некое наше дружење, ќе ве викнеме, да го осетите, да осетите чарта на Сигурно е многу поголема од она што сега е како го допирам во преку се разбира пред се емисијата, работејќи нови теми, сретнувајќи ги овие прекрасни луѓе што се вели секојдневно. Да речеме од ден во ден и ми се венува животот и воопшто погледот на многу работи и прашања кои се надевам и ќе ги одговориме на луѓе кои се наоѓаат можеби во некоја слична дилема или имаат предрасуди, а апсолутно не треба ни да ги имаме. Покрај вас, Драган, со децата работат уште колку тренери, претпоставам? Значи моментално сме за постојани тренери, за сега што работиме, јас и уште еден тренер, Дарко Крстич. Значи, ние одиме, ги вршиме овие тренинзи во текот на годината постојано, меѓутоа по потреба, кога се случуваат вакви големи олимпијади, сега во моментов оваа олимпијада што беше зимскава, имаше мала делегација бевме и бев јас само како тренер, меѓутоа за разлика од на пример олимпијадата што се случуваше во Атина,
требаше значи поголема делегација бевме и требаше учествуваат повеќе тренери во Така. повеќе спортови. Така да тогаш се покриваме со други тренери. Колку бројни се другите делегации од другите земји? Ги има, претпоставувам, Па ги има прилично Побајни, доста, побајни. Ако збориме една Америка, Канада, тие се и по 200 луѓе, 200 атлети со се цела делегација, така да има стварно големи делегации. Се надеваме ние за иднина дека ќе бидеме во поголема бројка и дека со поголеми успеси ќе се враќаме од вакви големи случувања. Вие се супер големи успеси кои сега ги забележавте, кои вредни сте да се споменат и повторно ќе речам наша можеби медиумска грешка што го чекаме моментот кога ќе се случат да ја дадеме поддршката и да потенцираме за работи за кои треба да сме тука многу секојдневно и дека повторно со отворени очи и уши за да апсолутно излеземе во пресрет на овие луѓе кои апсолутно уште еднаш ќе речам се само посебни по успесите и по тоа што го прават во животот со храброста и енергијата која ни ја покажуваат и нам ни врзуваат по некој шамар, морам да речам. Ви благодарам за овој дел од разговорот, што е вака некако можеби објаснивме, може да едноставно да ве најдат и да се исконсултираат со нас оние кои во моментов ќе не гледаат. Сигурно остануваат многу прашања отворени, темата е многу широка, тоа е лепеза која може да се говори со сати, али секако ви благодариме што ја препознавте работата. Пред да одиме, сите беа глуви, никој не сакаше ни да чуе, ни да не прими, али е среќата за децата што ќе може да го кажат својот збор, да се израдуваат заедно со другите своји врстници, со луѓето каде што работат, у средините, Димче работи, веќе имаме фидбек од таму, на работа е популарен, девојчињата очекуваат работа, а жал ми е што Мите не е тука, тоа е посебно дете. Ќе го поздравиме, да го поздравиме прилика. и да му пожелиме успех во неговата понатамошна работа и живот нормално. Ова за него беше нешто неверојатно, а пошто се другите деца тука, вие ќе поразговарате со нив и ќе го осетите тој флуид кој е фантастичен. Уште да ви благодарам и ќе ви посакам уште поголеми успеси на кои ќе бидеме горди. А кога споменавме на тема и воопшто му обидите на истата, мало истражување направивме кој сакам да го споделам со нашите гледачи и продолжуваме со муабетот во студија. Ви благодарам. Првите специјални меѓународни летни олимписки игри се одржаа во 1968 година во Солџерфилд, Чикаго. Ен Меглоун Берг, професор по физичко воспитување, ја започна идејата за еднократно атлетско надпреварување во стилот на олимписките игри за луѓе со попречен развој. Берг тогаш воспостави контакт со Кенеди Шрајвер, директор на фондацијата Џозеф П. Кенеди Џуниор, за спонзорирање на овој настан. Шрајвер ја поддржа оваа идеја на Берг и фондацијата обезбеди финансии во износ од $25,000. Повеќе од 1000 атлетичари од сите страни на Соединетите Американски држави и Канада учествуваа на настанот. На Олимписките игри во јули 1968 година Шрајвер го најави воспоставувањето на специјалната олимпијада. На сестрата на Шрајвер, Розмери Кенеди, и беше направена лоботомија како дел од напорите на нејзиниот татко да го излечи нејзиното психичко пореметување. Во текот на една операција на оваа девојка е било предизвикано оштетување на мозокот, кое ја направило вечен инвалид. Нејзината состојба често се вели дека е она што навистина ја мотивирала Шрајвер да ја формира специјалната олимпијада, но во 1995 година во интервју за The New York Times таа тоа го демантирала. Во 71-та, Олимпискиот комитет на Соединетите Американски држави официјално и дозволи на специјалната олимпијада да го употребува терминот олимпијада. Првите зимски светски олимписки игри или меѓународни специјални зимски олимписки игри се одржаа во февруари 1977 година во Steamboat Springs, Колорадо, во Соединетите Американски држави. Од Меѓународниот олимписки комитет, специјалната олимпијада официјално беше призната во 1988-та. Во 1997 година, Здрави спортисти беше официјалната иницијатива на специјалната олимпијада, која на специјалните спортисти им нудеше здравствени информации и здравствени прегледи на секаде низ светот.
До 2010 година, програмата Здрави спортисти овозможи бесплатни здравствени прегледи и лекување на повеќе од 1 милион луѓе со пречки во интелектуалниот развој. Првите специјални летни светски олимписки игри надвор од Соединетите Американски држави се одржаа во 2003 година и тоа во Даблин, Ирска. Околу 7000 спортисти од 150 земји се надпреваруваа во 18 дисциплини. Игрите во Даблин исто така беа и првите кои имаа своја церемонија на отворање и затворање, која што беше емитувана во живо и на која учествуваше председателот на Ирска. Она што е најважно за игрите од 2003-та е тоа што тие сериозно ја променија перцепцијата и ставовите на општеството кон луѓето со попречен интелектуален развој. На 30 октомври 2004 година, председателот Џорџ Буш официјално го потпиша законот за специјална олимпијада и се заложи за негово спроведување. Овој закон дозволуваше финансиска поддршка за здравите спортисти, образование и програма за распространување на иницијативата низ целиот свет. Во јули 2006 година, првите национални специјални олимписки игри беа одржани во Државниот универзитет Ајова, Соединетите Американски држави. Учествуваа тимови од сите 50 држави на САД и од подрачјето на Колумбија. Во 2008-та, специјалната олимпијада и Best Buddies International лансира кампања со наслов «Со збор да се стави крај на друг збор», чија цел беше да ја покрене свеста на луѓето да престанат да го употребуваат зборот ретардиран во секојдневниот говор. Логото на специјалната олимпијада претрпе неколку промени. Има абстрактна, но хуманистичка форма дизајнирана да го пренесе духот на движењето и активноста. Логото е символ на раст, доверба и радост меѓу децата и возрастните со попречен развој, кои учат како да бидат координирани, совладуваат вештини, учествуваат во надпревари и се подготвуваат за побогат, попродуктивен живот. Тркалезниот дел на логото го представува глобалниот дофат на специјалната олимпијада. Програмите на специјалната олимпијада се достапни за спортистите и не се наплаќаат. Повеќе од 4 милиони спортисти во 170 земји се вклучени во надпреварите и тренинзите на специјалната олимпијада. Организацијата нуди целогодишен тренинг и надпревар во 32 летни и зимски олимписки дисциплини. Луѓето со попречен интелектуален развој се добре дојдени да се приклучат на специјалната олимпијада поради физичката активност која овозможува намалување на ризикот од преголема телесна тежина и кардиоваскуларни болести. Исто така, тие имаат и емоционални и психолошки придобивки, стекнување самодоверба, свесност за општеството, поголеми спортски вештини. Семејствата исто така се вклучени во искуството наречено специјална олимпијада. Членовите на семејството ги поддржуваат своите спортисти најмногу што можат, што некој пат вклучува и волонтирање и присуствување на настаните. Со нивното учество, тие ја зголемуваат самодовербата на спортистот кој нив ги гледа како постојан извор на поддршка. Волонтерите и поддржувачите се составен дел од специјалната олимпијада и милион луѓе на секаде низ светот се посветени на овие програми. Некои се спонзори или донатори, други пак се тренери, волонтери на настаните или обожаватели. Тренерите им помагаат на спортистите да се представат најдобро што можат без разлика на нивниот попречен развој. Во рамките на специјалната олимпијада има програма за обука на тренерите, што се одвива со партнерство на други спортски организации. Заклетвата која секој спортист учесник на специјалната олимпијада ја положува гласи да победам, но ако не можам да победам, да бидам храбар додека се обидувам. Заклетвата беше првпат воведена од Јунис Кенеди Шрајвер, кога таа свечено ги отвори специјалните меѓународни олимписки игри во Чикаго во 1968 година. Го поминавме оној малку поофицијален дел, сега следи делот за најважните во темата вечерва која имаме или специјалната олимпијада, реков олимпиците кои ни го обилија образот на Македонија таму некаде многу далеко, еве ги закитени со медалите и се разбира следни да го направиме муабетот за нивниот голем успех овој пат. Затоа ќе си ги поканам и ќе си ги изгушкам Даниела, Димче и Кате. Добро вечер. Прекрасни честитки. Благодариме. Повели. Здраво, Ката. Здраво. Повели за тебе. Многу убави вака накитани, јас немам медаља, сега што правиме?
Честитки за успесите кои ги забележавте во Јужна Кореја. Скијавте одлично и реков ни го обиливте образот. Со какви сега си се враќате впечатоци од Јужна Кореја? Како си поминавте? Супер убаво. Супер. Најмногу што ви остави таму впечаток? Димче? Мене све ми остави впечаток, многу убаво беше. Мислам, таква програма, мислам, контактите со другите држави многу убаво беше. И такво чувство еднаш се доживува. Ма нели убаво Во многу живот. чувството, така златото тука си стои Да, некаде и се уште побаво е чувството, морам да Да, признам, нели? Така. Горди на успехот кој си го направивте? Очекувавте дека ќе се вратите со медаља? Очекував. Со таква енергија си тргнавте, таква сила и жар? Ја не очекував, Не? ама Се изненадно. случи. Да. Ето спомена пред малку дека на работата е била многу вака, некако весели, дури се изнервирале што не знаеле кога стигнувате да ве пречекаат на аеродром, истина? Да. Димче, како е на работа? Многу го. Упатувам еден голем поздрав до цела фирма Европа, а специјален поздрав упатувам до Савка директорката. Имаш поддршка од вработените пред се, колегите и предпоставените. Така. Споменав бидејќи сигурно ви одзема време во текот на денот кога мора да ги имате тренинзите, Така. мора да сте посветени, тоа значи помалку време за други нешта. Но тоа не ви пречи, нели? Не. Не. Што ви е убаво токму на овие тренинзи? Прво, зашто тргнавте на крајот на краиштата да тренирате воопшто? Од каде тргнавте? Некој ви посочи? Одамна ова тимова скијав, знаев да скијам. Во Марвова. Одамна знам да скијам и тоа. Желбата да бидете вака заедно во едно друштво ви се роди или некој ви каже има таму убав начин како да се дружите, да спортувате, треба да бидете таму. Од кај ви тргна идејата? Да бидете дел од оваа група на атлети. Јас една другарка ми упрате за специјална олимпијада. Ги добивте информациите? Да. Ја и префеј Полска. И таму го споменав и сега. Во Јужна Кореја исто супер. Тешко ви е на тренинзите? Ве мачи многу тренер Драган? Не, Дури супер. овде сега да го прекорам да го искарам. Не, да супер. супер е тренерот. Баше забавно, што тренираме и спортот е на наука, е на школа, што цел живот се проучува и се цени. Апсолутно, и тоа ве прави многу посилни, Да, да и речем погорди. поуспешни и погорди. Како поминавте во Јужна Кореја, сега сакам се да слушнам. Јас начув дека сте имале навистина покрај успесите кои ги забележавте, скијавте се покажавте добри во тој дел, исклучително многу бевте топло примени од домакините во Јужна Кореја и убава организација имавте токму тамо за прошетките и сето она што успеавте да го видите во пред се и Сеул, нели неколку дена бевте и целата организација која ви ја направија, за која сакам вие да ми кажете подетално што се видовте, а јас ќе ве потсетам на нешто ако се позаборавиле. Најмногу што ви беше убаво, што таму ви беше пријатно да речем и на што вака најмногу ќе се сеќавате од ова патување? Па, Балетот? Јас се сеќавам на убавината таму што ја доживеав. Се сеќавам на пријателите таму што ги запознав. И се сеќавам на... Лудата железница. Да. И бродот. И бродот. Имавте организирани прошетки и организирана забава. И забава. Слушнав дека сте биле во Дизни, беше има нека Дизни, варијанта? Дизни парк. Дизни парк. И таму беше Таму супер. е убаво супер. Тоа во слободно време, од кога забележавте успеси или пред тоа да ве подпрошетаат па да видиме до кај сте? Прво ле шета. Прво шетаат, па река да видиме сега што сте научиле дома. Ми спомена и за еве вашиве од делегацијата, теквондо кој е еден познат и традиционален токму тамо спорт, но овој пат вие го доживеавте преку балетска представа? Да. Балет и опера. Балет и опера? Останаа ли контактите со другарчињата таму и со оние кои беа учесници на Олимпијадата? Да, Си воспоставивте контакти, разменивте... На Фејсбук. На Фејсбук. Многу јасно, си имате профили, нели? Да. Да. Стигнаа бројни честитки кога се вративте? Да. Даниела, ти се враќаш со бронза и сребро. Да. Освоено.
Димче се враќа со злато, Ја четврто место. четврто место со медаља. Задоволни, ви стигнаа веднаш честитки овде од кога прво? Прво, од семејството, после од комшиите. Ја од мојата. Има ли некој овде на кој би сакале да му ја посветите медалата, од која се вратите? Искрено не ми се подсмевнувајте вака. Ајде, На нека сите. На сите. Кажете ми, останувате во ова друштво на олимпици, понатаму ова ви предизвика желба повеќе да се натпреварувате? Да. Да поише за. Повише. Да се надпревараме и да се дружиме. Еве овде ќе ги поздравиме и родителите на Димче се овде со нас. Со нас е Владо и Весна. Добро вечер и добре ни дојдовте. Заслужуваат и тие аплауз заради посветеноста. Би рекли и страјноста и се разбира поддршката која давате, како на Димче, претпоставам и на останатите кои се дел од овој тим. Од аспект на родител би сакала да слушнам. Прво, како дојдовте до идеја за пред се Димче го запишете еве во едно вакво друштво и од каде поривот да малку повеќе инсистирате се бави со спорт? Па, прво, добро вечер на сите во студиото, поздрав. Беше Диме упорен, мислам, за тоа. Сакаше спорт, играше кошарка уште како мал, се зачлени таму и продолжи да тренира. Секоја недела оди на тренинг и успесите му се гледаат по тоа. Желбата е негова и посветеноста. Молим? Желбата и посветеноста се негови. Да. Негови. Од еве аспект повторно ќе речем на родители, што за вас значи ваквото дружење на децата во една ваква спортска конкретна формација? Па, ова е прекрасно, мислам, за децата, затоа што се многу се релаксираат на спорт и секоја недела ја очекуваат како нешто најубаво што ќе му се случи. Оди таму, спортуваат, се враќа задоволен и мислам дека е тоа многу прекрасно за него како... Владо, се боревте со сигурно одредени потешкоти и предрасуди во животот, но општеството ви се наоѓа ли сега веќе при рака кога или го имали оној слух кога може би еве конкретно зборуваме за децата и нивна инклузија воопшто во општествениот систем и ваквиот систем на преку спортски активности да може да си бележат и успеси, но и секако да си го исполнуваат слободното време. Да. Голема ли ви беше борбата? Борбата не е голема, меѓутоа желбата е многу поголема во смисла, например, на детето како се определува. Што се вика за родителите е тоа гордост. Значи, секој родител посакува, например, да биде гордели со дечињата, со своите деца. Истото и кај нас. Исполнетоста исто, како родители, например, ние он како дете, ние како родители уште поголема. Кога некој успеси, за него се, за нас се уште поголеми, нормално. И само така да си настават, да си тренираат и една врста да си одржуваат кондиции, дружења, тоа е најубаво. Ова ви значи што претпоставам многу за да може и секако да им се прошират на децата видиците околу бројот на пријатели, да можат едноставно да се чувствуваат. Познанства, да. Што сакате друго да правите во вашето слободно време? Покрај тоа што ги имате активните тренинзи? И да бидете на Facebook, претпоставувам од време на време. Да, и на работа одам јас. А и ти си вработена, бидејќи како што разбрав, мислев дека чекате вработување. Ја работам, но чекам да ми се јават на платен одмор сум. А, така. Јас исто вработена сум. Дали имаш што сакаш да правиш? Јас не работев во Каталанова. Сега не работам и... Слободното време како си го исполнуваш? Дома, слушам музика. Да, кој тип на музика сакате? Ја слушам српската музика. Филмови сакате да гледате често? И филмови гледам дома и страшни Завет. филмови. Тоа се серии веќе, добро. Јас само спортот го гледам. И спорт гледам, ја многу сум добра кошарка. И фудбал играм, и кошарка играм. И да, однедавна почна кај нас да функционираат тие женски фудбалски... Да, женски фудбалски. Да, репрезентации, организации, како и да се веќе, тимови.
Би се нафатила да се надпреваруваш во таков тим, Па фудбалски? да. Има и женски фудбал. И кошарка женски има. Многу ви благодарам вечерва што бевте овде со нас и еве го споделивме на некој начин вашиот голем успех кој го направивте и јас верувам дека е само почеток на големите успеси кои ќе ги бележите и дека сите останати едноставно нема никако да ве попречат во желбата и се разбира реков целта која си ја поставувате за уште поголеми успеси и учества на вакви големи олимпијади или останатите надпреварувања на кои ќе се обидете да бидете дел од нив и уште еднаш во името на цела Македонија да ви се заблагодарам за успехот кој овде назад ни го донесовте. Илија, ми благодарам. Што не повикавте. Со големо задоволство, овде некако ќе ја привршам и емисијата. Ова беше, реков, само еден мал дел колку што може и времето ни дозволува да направиме муабет на тема која е многу поширока, тема на која може многу подолго да зборуваме и тема која навистина го заслужува нашето внимание секојдневно. Посебни се и се разбира се навистина успешни ни докажаат дека кога си имам голема желба, љубов, може да успеете во целта која ќе си ја поставите. Благодарам и вечерова што бевте со нас во Тунел, се разбира во следниот термин, повторно интересна и се надевам провокативна тема која ќе ги разбуди емоциите кај нас или ќе предизвика поттик за да размислувате на одредена тема или на одредени прашања. За сето она што вие можеби прашање сакате да го споделите со нас и ние сме активни на Facebook tunnel.mkd, па може да комуницираме и така. Имајте си убава вечер.